Огнени јазици и густ црн чад го обвиткаа вчера попладне селото Долно Којнаре од пожарот кој заради силниот ветер со голема брзина се прошири до куќите во маалото така наречено Палестина. Мештаните се уште видно вознемирени и исплашени денеска сведочат за нивната истрена борба со огнената стихија, но за жал и за последиците што ги претрпеа. По пожарот едно семејство остана без земјоделска механизација, електрични апарати за домакинство, дрвена и ПВЦ столарија, целосно уништени се и родни дрвја, кај друго семејство пожарен е покривот на куќата. Ми сера смо унутра, кафе пиесмо и тај средњата ќерка вика нешто од тамо. Ја искочи надвор, што е горе, рече, од горе нарит пламен, рече чат иде. Од куде бе? Искочи ја, гледам од друга страна, гледам го оно згора чули. Дори да се качи. Кад искочи на рит, па кад се дурнаја еден силан огањ, ветар, оно, пројде еден јазик тако горе, а рекна не е страшно. Али он друг јазик кад фати од туда, па кад дојде од дека, куќу мојта, па на ќерката овамо лом направи, она многу и има, уништи. Тоа е на средњото ќерко. А Nam njih štetu ino. Ja reću ova deset ljudi da je. Što je vjerojatno u kuću da sve izgledaš, pored te friždere ideš. Нема што не е из неа, тамо све тут е. Gledate kazani, ne, просто ne znam već što ima već tu ima. Иако немало вода во селото, благодарение на резервите со вода од 700 литри што ги чувал во помошен објект, 78 годишниот Драган Трајковски во еден момент сам се борел да го спаси домот од огнот. За краток временски период пристигнале и екипи на територијалната противпожарна единица од Куманово. Ја, фала Богу, не попушти став. Држа го околу моју куќу, ја, они сви викаше бегај. Она дојде да ме влече, бе, куде ќе кад куќа ми е туе. Немам куде да идам. И јас се задржа, гаситуе, оно е, све купумувал, гледам бандера да се не запали. Они луѓе викао, ја, малку слузе тече од нервозе, од страх, оно, али добро, прокарам. По оно војш да речи све пројдело до дека, кад отиде, кад се веќе се запалише вама децата, так стигна на пожарна. Гасија, не мога да угаси, викаше друга дојде пожарна, па и таа испразне, па цистерна дојде с воду. 3 пожарни ли имаше овдека и цистерна плюс, оно е. Али луѓе гасише колку могаше, не може бе тоа. Пред се запали тоа, нема што не имаат. Страшно беше, страшно, оган голем, пламен, 3 метра сигурно е висину више. Од горен пут до долен пут, доле дрвца и доле све изгорело, на долен пут. А да е, Бог те ке чува, те викам. Али луѓе се добро, живи, здрави. Оно избегаше, сви избегаше. Жена ми и она, нема никој. Јас сам се вртав, тој гаси. Овој све избега. Туе Никола имаше еден мотор. Они го паркирале докле он оган, пут дојде. И од кола до скора, прво до туше испосташе ова ден не изгорива ништо. И моторот тоа краши, све се пиле толе кола. Народ имало многу, ама сви воду траш. А на вода струја нема. Sva struja. Нема. Али тоа, ја имаше отесо, кила вода на точно и јас сам би чекаја во таки дојдат. Овие што жде, овие многу високо жде. Али трава голема, тоа е високо трава. Граѓаните кои што претрпеле штети од последниве пожари во Кумановско ќе може да поднесат барање за обештетување од општина Куманово во периодот од 14 до 25 јули годинава. Потребната документација треба да ја достават во архива на општина Куманово, а ќе ја разгледа Комисијата за проценка на штети. Копија од лична карта, од трансакцијска сметка, од имотен лист, фотографии од опожареното, контакт телефон е она што засегнатите граѓани треба да го достават до архивата на општина Куманово.